Дедо Мраз не е религиозно определен, значи Дедо Мраз е за сите. Внимание, зборуваат граѓаните. На која слава или верски празник најчесто одиш на гости? Свети Никола. Има многу слави, ама таа ни е фамилиарна. Мислам дека најчесто Свети Никола, Божиќ. Свети Никола, Свети Јован. Атистичка фамилија сме, ама Божик го почитуваме како или Нова година да славиме. Мала Богородица, кај мене Свети Никола. Најчесто идам на гости за Бајрам, што мајка ми е од муслиманска верзност, а татко ми е христијанин, славиме христијански празници дома. Многу на слави не обожавам да одам, премногу е гласно, задимено и присилено. Одам на многу слави, меѓутоа на Свети Никола, на нашиот македонски Дедо Мраз, ние го славиме дома. Мора да сум присутен, риба да се пржи, скуша, да се помага, да се служи. Што е поштетно за народот, преадувањето на славите или пијанчењето? Искрено за младата генерација би кажала дека пијанчењето. Мислам дека пијанчењето. Пијанчењето. Да? Да, па не секој може да се прејаде, колку што секој може да се напие. Убаво е да се најадиш, убаво е да се напиеш, но не е убаво да се препиеш и не е убаво да се прејадеш. Алкохолот дефинитивно. Иако и двете се доста лоши, али алкохолот многу повеќе штети. Премногу пиеме, да бидам искрен како нација, премногу пиеме. Пијанчењето. Пијанчењето, да, зошто? Пијанчењето. Па затоа што си ја губиш свеста. Да. Не е ништо поштено него одењето дома и правдањето пред жените, а ако си зоженати, правдањето и на денот на славата, ама најдобре трни ја ногата да не те гази, лесно е. Мислам дека пијанчењето. Да? Да. Зошто? Па мислам дека повеќе случаи на токсикологија имаат од препијување отколку од преадување. Да, реално. Новогодишната кошница ќе е поевтина или поскапа од лани, што мислиш? Па мислам дека пошто постои инфлација, дефинитивно ќе биде поскапо. Поскапа затоа што цените се отидани без Поскапа. Да? Да, па тоа е инфлација годишна, секоја година, така да поскапа ќе се осеќа, Ако ние јадеме во денот колку во Данска што прават свадба, се возиме со по 3-4 коли, цело време кукаме, нас секојаш ќе ни фали нешто. Зошто Дедо Мраз е попопуларен кај нас него Свети Никола? Затоа што Дедо Мраз не е религиозно определен, значи Дедо Мраз е за сите и децата се радуваат на Дедо Мраз затоа што им дава надеж дека ќе добијат поклончек. Можда маркетинг. Помладите го знаат Дедо Мраз дека е попознат низ целиот свет, а за Свети Никола сигурно постарите не зборат нешто многу за него. Поголемо влијание имаме од телевизиите дека кај нас Дедо Мраз е поприсутен во сите медиуми. Не е популарен затоа што децата од Дедо Мраз очекуваат поклони. Интернационален некој икона за Нова година и за Божик, а Свети Никола не верувам дека многу родителите ги кажуваат на децата за него, повеќе за Дедо Мраз ќе ти купи поклон. Ја верувам дека има Дедо Мраз, јас сакам низ оџак да ми донесе, па не знам, мир, спокојство, благодет. Затоа што Кока-кола е многу популарна од другите работи, така дошто да. Ете. Внимание, зборуваат граѓаните.